Сега повторно се враќаме кон самиот крај на 80-тите. Во Берлин тогаш се рушеше Берлинскиот зид, а кај нас, за жал, зидовите по куќите на албанските семејства. Оваа брутална полициска акција однесе и човечки жртви. Еве на таква неубава случка од Рачиново. Зид на смртта, срамот и безумието. Овој наслов од статија на Белградска арена стои на зидот на семејството Нуредини уште од 90-тите. Но нивниот зид е зид на болката. Стои за да ги подсетува на времето кога таткото Нуредини станал жртва на безумието. Ти че доди, kjo përmisha është edhe dimuj 5 dit, ta quajmë 4 orë, që bëjmë inqizimin tash, pra të t'i bën 20 vjet. Tash do të kthehem sa të mundem mbajmë benun atë. Po prindi si prind dhe rasti si rast e bën vetëm që nuk harrohet. На местото на оваа продавница во Рачиново се до 18 јануари 1990-та се протегало од зидчето до градата на семејната куќа на Нуредин Нуредини. Дел од столбовите се уште стојат. Неговиот син ни ја раскажува приказната за тоа како татко му ни крив ни должен умрел згмечен од зидот на сопствената куќа, која долго и макотрепно ја градел. Но Нуредин Нуредини не е жртва на еден зид, туку жртва на една политика. Продолжената рака на српската политика на Слободан Милошевиќ во Македонија. Таа година донела одлука да се рушат оградите од куќите на албанците. Образложението било: нивните големи и високи зидани огради не биле во согласно со урбанистичкиот план. По акциите во Тетово и Гостивар, булдожерската револуција стигнала на ред и во Рачиново, но таму паднала жртва. Unë nuk kam qenë aty, po që tregojnë të tjerë se ai pas ka qenë të hongër buk në orën 13, bashkë me një misafir tjetër aty, kur e shef se si diçka bën bubullim jashtë shtëpisë. Në atë rast ai e lën bukën të hongër edhe delet i shef thotë, çka u bë këtu? Pse ju këtë erëzoni? S'kam informata, nuk e di. I afrohet një policit, i afrohet një inspektorit, thuhet se kjo është me vendim të urbanizmi që duhet të prishen nga shkaku se muri të konë më i madh se sa duhet, ose muri nuk po desh ka të marrohet në atë. E bujnë prishen ati muri në atë mënyrë që ajo ishte, da që i plotësisht, ishte mënyrë vandale, po ndoshta edhe në mënyrë shumë tendencioze që në vërtet edhe ishte edhe me pasojë me njerëz. Дојде и праша, зошто ме рушите? Му одговорив, јас сум само асистенција, прашајте ги градежните инспектори. И потоа, со најнормален чекор, без никаков приговор или закана, продолжи да оди. Вака сведочил милиционерот Ѓорги Трајковски кој асистирал при рушењето на зидот. Дека Нуредини бил само збунет и уплашен и воопшто не приговарал, сведочеле и другите милиционери, но и градежните инспектори од општина Газибаба, кои го спроведувале налогот. Меѓу другото, инспекторот Јовановски Никола во својата изјава напишал дека не му била јасна одлуката за рушење, но на работа му рекле тоа мора да биде завршено. Нуредин Нуредини починал откако при рушењето капијата паднала врз него додека поминувал. Во сведоштвото на машинистот кој управувал со булдожерот стои дека додека Нуредин поминувал свртен со грб, тој увидел дека капијата ќе падне врз него и престанал да работи. Но главниот инспектор Теофил Теофиловски му рекол да продолжи со работа, со зборовите: ние командуваме со тебе, нас ке не слушаш. 3 години одел по судови, но синот на Нуредин не успеал да докаже вина. Смртта на татко му останала запишана како несреќен случај. Сепак, семејството на Нуредин било длабоко свесно дека булдожерската револуција не била дел на урбанистичкиот план, туку на политиката. Gjykimi se gjykim në atë kohë ishte shumë i vështirë sepse nuk shkoshin punët, nga shkaku se ideologjia ishte e tillë. Në vërtet, në atë kohë organizua ajo revolucioni i bulldoxherëve dhe çdo sen, më merr mendja që çdo sen që ishte në atë, nuk ishte që të prishen murët, ndoshta të bëhet diçka, po më mirë mendja se në atë kohë ishe edhe unë 33 vjeçar, se çdo sen që është shqiptare duhet të shkatërrohet. Истата таа вечер, ковчегот со телото на Нуредин бил однесен пред собранието на Социјалистичка република Македонија, за да спречи тензија и ескалација. Таа вечер, Васил Топурковски, во тоа време член на председателството на СФРЈ, го напушта 14-тиот историски конгрес на СКЈ во Белград и доаѓа во Рачиново да ја смирува ситуацијата. Допатува Грана Сабаева и одма отидов во Рачиново. Сметав дека е прашањето политичко и дека е невозможно од било која причина да одземете човечки живот. А камоли за една
категорија на прашање кое што за албанците традиционално, религиозно и така натаму, тој зид представуваше многу. Отидов во Рачиново, се собра цело село, апсолутно, илјадници луѓе, и ми изразив сочувство за губата. Буквално влеговме во дворот на загинатиот. Си дозволив себе си да изразам и извинувања за еден таков гест и за такви консеквенции и ветив дека во секој случај ќе бидат казнати тие што биле и го предизвикале тој немил настан. А ситуацијата била јасна. Зад параванот дека решаваат урбанистички проблеми, тогашните македонски функционери всушност следеле една друга политика. Веќе 2-3 години беше ситуацијата на Косово високо тензична. Србија успеа со присила и со така наречени демократски револуции да го промени уставот, републичкиот устав, што беше во судир со уставот од 74 за правата на автономните покрајини и беше евидентно дека Македонија на одреден начин застана за таа српска политика со своите одлуки. Според тоа имаше дебела политичка позадина, не беше промислена и не беше израз на волјата и самостојноста на Република Македонија дури и во тој систем на федерација. И тогаш имаме собствени органи, собствени тела и можеме да процениме поинаку. Политичка жртва. Тоа беше мојот чесен татко, раскажува синот на Нуредин. По толку години не изгубил надеж дека еден ден ќе добие правда. Ги чува весниците, ја чува пресудата, записниците и се што го подсетува на 18 јануари 1990-та. Дури и она парче зид кој заврши през главата на Нуредин Нуредини. Да заборави, нема шанси. Оти секој ден е ист. И продавницата во која пазари чува делови од зидот. Спомен на безумието кое го зеде татко му. Muri i Berlinit në të po urdhzu pa viktima. Në vërtet të murat që urdhëshin këtu para oborrave, para shtëpis, pra mori edhe viktima. Ato viktima mjerisht ende nuk po zbulohen fajtorët. Во име на правината и моралот, како и доследноста во почитувањето на документите на меѓународните организации за кои гласа и нашата држава, време е да се расчисти со сенките на минатото кои стојат на патот кон иднината. Толку од нас за вечерва. Сите ваше коментари на оваа тема ги очекуваме како и секогаш на нашата блог адреса, а можете да се обратите и на нашиот мејл. Благодарам за вниманието и до гледање до наредната недела во истиот термин.